Ни представници на медиумите, дозволете ми на почеток да изразам посебна благодарност до министра за надворешни работи на Унгарија Петар Сијарто. Господине министр, задоволство ми е што денес су ваш домаќин и на вашата делегација. Ова се многу важни денови во нашите билатерални односи. За утре на дневен ред на седницата на Унгарскиот собрание е дискусија за нашето членство во НАТО, а денес сте вие во Скопје. Мислам дека ова унгарска недела во Северна Македонија би сакал да изразам благодарноста и во име на нашата влада, особено во поглед на несебичната и исклучителна гласна и независна поддршка од страна Унгарија во овој клучен период за нашите европски интеграции. Покрај декларативната поддршка која не е секако многу важна, Република Унгарија обезбедува и билатерална поддршка. Дозволете да испосечам дека во мојот кабинет има постои експерт од унгарската влада кој представува важен елемент во присуствување на капацитети на секретаријатот за европски прашања. Важно е да се каже дека и Унгарија заедно со земјите од групата В4 е гласно ги поддржува нашиот процес на интеграција во Европска унија и односење на одлука за почеток на преговорите сега, која што е важна за земјата и за регионот и со која ќе се потврди ги веродостојноста и довербата што имаме во европските институции и незините земји членки на билатерално ниво, освен декларативната поддршка која што секако е многу важна за нас. Република Унгарија исто така не дава и билатерална поддршка во земјата во критични моменти, како што беше за време на поплавите пред неколку години, а и за време на бегалската криза и во моментот во секретаријатот постојан експерт од Европската унија кој што игра важна улога во јакнењето на капацитетите на секретаријатот за европски прашања. Како клучна институција во процесот на преговори, денешниот состанок со министерот Сијарто главно ќе биде посветен на прашања врзани за Европската унија и ќе разговараме за содржината на извештајот за напредок за Северна Македонија на Европската комисија, кој освен тоа што е најдобриот извештај до сега јасно и недвосмислено ги истакнува дека Република Северна Македонија заслужува сега да ги започне преговорите и ќе разговараме, се разбира, и за заклучоците на Советот на Европа со кој се потврдува содржината на извештајот и без додавање нови услови и поставување нови репери. Советот се обврза да донесе одлука до октомври и сите очекуваме дека таа одлука ќе биде позитивна. Општо земено очекувам со господинот Сијарто денес да ги потврдиме одличните односи помеѓу двете земји и уште еднаш да потврдиме поддршката на Унгарија за нашата земја на нејзиниот пат кон европска интеграција во наредниот период. Ние во Унгарија сметаме дека процесот на проширување и политиките за проширување се најважни политики во Европската унија. Ние сметаме дека проширувањето на Европската унија е нешто што е неопходно и тоа е еден од предусловите за да ја повратиме конкурентноста во Европската унија. Ние сме посветени поддржувачи на процесот на проширување. Ние сме убедени дека проширувањето на Европската унија кон државите од Западен Балкан е во интерес на целата Европа и Европска унија. Кога станува збор за економијата, меѓутоа исто така и кога станува збор за безбедноста. Токму поради тоа ние сметаме дека одлуката на Советот за општи работи и прашања минатата недела и одложувањето на одлуката да се пристапи кон преговори е против интересите на Европската унија и против интересите на Унгарија. Ова одлука да се одложи отпочнувањето на пристапни преговори ја доведува во прашање политиката за проширување, ја оспорува, исто така представува огромен ризик и става под знак
ги става под знак прашање и го става под знак прашање расположението на владите овде кои што се залагаат за европска интеграција. Ние бараме итно отпочнување на пристапни преговори помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија. Ние сме и држава од соседството и затоа сме многу чувствителни на оваа тема, затоа што знаеме колку е важно да се шири Европската Унија кон овој регион и ние исто така добро ги знаеме и разликите помеѓу стабилноста и нестабилноста овде во регионот. И ние сметаме дека најдобар начин за одржливо стабилен регион е патот кон евроинтеграциите. Јас сметам дека е сосема неправично и нефер и само се троши времето кога станува збор за донесување на оваа одлука. Франција на некој начин се залагаше за одложување на преговорите, понатаму Бундестагот исто така не беше убеден да донесе брза одлука. Можам да ви кажам дека тоа е сосема неправедно кон вашата држава. Сите ние сме свесни за распоредот за времето кој ни е на располагање и сметам дека има доволно време за да се направат подготовките. Сите услови кои што беа истакнати минатата недела за отпочнување на преговори треба да бидат исполнети. Јас сметам дека изговорот дека немаше доволно време е смешен, затоа што вие сте кандидат за Европска Унија веќе 14 години. 14 години е доволно време за подготовка. И ние исто така сметаме дека ставот на комисијата дека 2021 година ќе биде првата година за проширување е неприфатлив, затоа што имаме повеќе од 2000 дена до 2025 година и не гледаме причина зошто би чекале уште 2000 дена за да отпочнеме процес на проширување. Ние ги почитуваме напорите на вашата влада и вашата влада навистина направила многу во интерес на евроинтеграциите и ние ги поддржуваме тие напори. Како што нагласи заменик премиерот, вице-премиерот, ние навистина сме тука за да ја помогнеме на вашата влада. Имаме наш стручњак тука кој што помага во процесот на евроинтеграција и сигурно дека ќе продолжиме да ви пружаме помош понатаму. Исто така ќе продолжиме и со пружање помош на границите. На границата имаме унгарски полицајци, полициски службеници кои што се наоѓаат на границата со Грција во Дојран и се надеваме и понатаму дека ќе продолжиме да пружаме поддршка. Утре ќе биде голем ден кога станува збор за билатералните односи, меѓутоа и за мултилатералните односи. Утре ќе се гласа за ратификацијата на вашето пристапување кон НАТО и јас на вистина ќе бидам разочаран доколку не примите 100% поддршка. Минатата недела веќе разговаравме за ова прашање и немаше никакви приговори против вашето пристапување кон НАТО. Ви честитам на тоа. Што се однесува до Европската Унија, одлуката сега треба да се донесе во октомври и заедно со вице-премиерот за европски прашања и со целата влада на вистина ќе се потрудиме да вложиме максимум напори за да добиете позитивна одлука во октомври. Благодарам.